Продолжуваме со следните содржини и она што го најавив. Еве, нашиот гостин е веќе тука во студиото и му велам добро утро на доктор педијатар, неонатолог, доктор Душко Фидановски од Систина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Се надевам дека сте добри. Добар сум, поздрав до гледачите што не гледаат сега. Поздрав и од нас и од нив сигурно, затоа што навистина кога говориме за дечињата знам дека интересот е голем. А вие како педијатар можете да ни одговорите на оние прашања кои би сакале да ви ги поставиме ова утро. Ќе започнеме веднаш. Знаеме, нели, некако не ги запоставивме, меѓутоа сепак дојдовме до оние заклучоци, информации дека дечињата со ковид состојбата не толку многу реагираат на ковидот и така натака, дека го пренесуваат па не го прележуваат, меѓутоа постојат состојби каде што сепак и децата се соочиле со проблематики кога е во прашање ковидот и ќе говориме токму за тоа и за постковид состојбата кај дечињата. Така. Од досегашно искуство што го имаме веќе повеќе од година дена трае оваа пандемија со COVID-19, навистина децата беа за среќа да речам поштедени, односно многу мал процент од заразените, од заболените беа деца и многу мал процент бараа некаква хоспитализација и процентот на смртни случаи е многу мал. Значи некаде процентот на заразени со коронавирусот кај децата се движи во светот некаде меѓу 2 и 10%. Што е сепак мал. Што е значи занемарливо мал и она што е многу важно тоа е дека најголем процент од децата поминуваат со без никакви симптоми, значи тие може да се позитивни, меѓутоа да немаат. Току затоа нешто го кажав, ја пренесуваат, го пренесуваат вирусот, но не го чувствуваат. Некаде околу 50% практично се без никакви симптоми, 20% имаат многу блага клиничка слика и еден помал процент на деца имаат поизразена клиничка слика која бара хоспитализација. Тоа е до сега што знаеме по однос на вирусот, меѓутоа се навистина се лица кои што може да ја пренесат инфекцијата и покрај тоа што немаат. Значи, интересно е инциденцата кај нив е движењето на бројот на заразените се менува зависно од возраст. Поголемите деца и адолесцентите, да речеме, имаат поголем процент на заразени, отколку помалите деца. Помалите, сепак. Меѓутоа пак е помалите деца, посебно зборувам за децата под година дена, клиничката слика е потешка, поизразена. Значи, таква е до сега, такво искуството по однос на ковидот, статистиката кај деца со ковид во светот до сега. Така. Што говори состојбата еве за оваа година дена со пандемијата со која што се соочуваме? Значи сепак дечињата се со ковид исто така изложени и што е најстрашното од сето тоа што можеби го имаат ковидот, лесно може да го пренесат, барем за оние кои што може потоа да состојбата да се влоши, па да биде со тешка клиничка, да имаат сериозна тешка клиничка слика. Што правиме еве со оние дечиња или досега што покажува вашата пракса? Каква е за оние кои се со клиничка слика и покажуваат знаци дека се со ковид кај дечињата, па потоа ќе говориме за останатата категорија? Обично е од студиите до сега што се издадени, значи во поднос на ковид кај децата е дека се работи за лесна клиничка слика. Сепак. Доминира температурата и респираторни тегоби како кај друга вирусна инфекција. Да речеме поминува лесно. Кашлање, кивање, течење на нос, прават и тие респираторни инфекции, долно респираторни инфекции, значи пневмонии. Кај нив исто така е карактеристично да се каже дека клиничката слика може да биде и со други симптоми вон од респираторниот систем, како што се стомачни тегоби, да речеме. Сме имале деца со диареја, повраќање кои подоцна испаднале дека уствари се работи за ковид, иако доаѓаат со клиничка слика на еден ентероколитис. Значи, и многу е мал процентот на деца кои бараат лекување во одели за интензивна терапија и, како што веќе кажав, смртноста е извонредно мала, значи се движи под 1%, тоа е 0,5, 0,2 или 0,1% смртност кај децата. Повторувам, помалите деца, значи децата под година дена имаат потешка клиничка слика и тоа се тие форми кои што
обично повеќе бараат таа возраст која бара хоспитализација. Повеќе нега хоспитализација. Она што е карактеристично пак за децата е таа што ја нарековте постковидна состојба. Јас би нарекол еден синдром, една состојба која се јавува по контактот со коронавирусот. Значи Така. детето не мора да било болно, немало да имало никакви симптоми, меѓутоа било заразено од SARS-CoV-2 вирусот и се јавува еден инфламаторен синдром после Известен обично период. од 2 до 6 недели дури може да биде тој период на контакт со вирусот, кој може да биде сериозно да го загрози здравјето на детето и да се манифестира со потешка клиничка слика и да бара хоспитализација. Ете, тоа е она што треба навистина да отвориме очи што се вели, за да бидеме многу внимателни, затоа работи што за еден одговор тоа значи несоодветен. дека прележан е ковидот, но ова е веќе реакција после Значи ковидот. тоа е реакција една несоодветна на имунолошкиот систем на детскиот организам на контактот со короната. Не се знае која е причината и етиопатогенезата, кои се механизмите за тоа, меѓутоа сепак настанува еден синдром на инфламација кој што ги зафаќа повеќе органи, и белите дробови, и дигестивниот тракт, и кожата, и крвните садови, може да доведе до нарушување на функцијата на внатрешните органи, на срцето, на црниот дроб, коагулацијата на крвта. Главен симптом представува температурата, значи 70-80% од децата или 100% од децата се манифестира со висока температура која трае подолго време и се појавуваат карактеристични кожни промени во вид на осипи. Во осипи. Отоци може да се појават и има една група. Сте се соочиле досега со таква состојба кај деца? Ова го зборувам од искуство, бидејќи всушност во овој период кога настана посебно овој втор бран, овој висок пик на случаи се повеќе случаи на постковид состојба кај деца на луѓе со ковид позитивни се појавија се зголеми бројот на деца кои што го има овој синдром до сега, значи некаде од јули месец беше првиот случај, па некаде до крајов на годинава беше последниот кој што беше хоспитализиран во нашата болница. Беа 9 случаи вкупно, кои што беа рано диагностицирани, откриени, соодветно лекувани. 3 од нив беа со малку потешка клиничка слика, другите беа со полесна клиничка слика, меѓутоа имаа потреба од хоспитализација и во система веќе хоспитализацијата и за речињата е овозможена од ваша страна. Хоспитализацијата беше во систина и исходот беше многу добар. Ние ги следиме тие деца бидејќи има потреба од подолготрајно следење, бидејќи не се знае дали оваа состојба остава некакви подолготрајни последици, бидејќи е многу нова болест. Исто, се работи за болест целиот свет поточно. Прв пат е во март и во април откриена кај децата, зборувам за овој МИСК, односно мултисистемски инфламаторен синдром, скратено но МИСК. Но говориме и за грижувачки, искрено да ви кажам, затоа што ова исто јас себе како што слушам од вас, сепак ова се појавува после прележаната корона или COVID-19. Најголем број децата немале никаква клиничка слика. Така, но се јавува од... Меѓутоа имало некој кој што бил позитивен, кој бил болен во семејството обично. Секогаш децата не се први контакт, секогаш се втор контакт, некој го носи во фамилијата вирусот, па тие после тоа го разнесуваат. И вие кога се соочивте токму со ова, еве како што кажавте барем сега и со овој поновиот бран со ваквите последици кај дечињата со постковид состојбата, што е она што треба да се пружи како терапија кај нив? Или зависно од или индивидуално е сето тоа? Да, еден дел од децата бараат хоспитализација за оваа состојба. Има помал процент кои што можат и во домашни услови, меѓутоа сепак е добро да се хоспитализира, бидејќи треба да се следат внатрешната средина, инфламаторните маркери да се следат и да се реагира соодветно. Постои терапија, нема специфична етиолошка терапија, бидејќи ова е инфламаторна состојба кај што не го знаеме точната причина, меѓутоа главниот лек кој што се дава, освен инфузија, антипиретици, се имуноглобулините во тие состојби каде што е индицирана. Тоа е еден посебен лек кој што во болнички услови треба да се даде и кој што навистина прави пресвртница во
во еволуцијата на болеста, навистина после давањето на овие имуноглобулина станува драстично подобрување. Тука се и други препарати, се даваат во некои случаи кортикостероиди, се даваат и лекови кои Тоа е само кај дечињата? Треба, значи ова зборувам, ова е состојба која е само кај децата до сега опишана. Така. Има една кратка студија од 9-10 случаи кај возрастни, нешто слично да се јави и кај возрастните, меѓутоа сепак ова е нешто што е ексклузивно и се јавува само кај децата кои, повторувам, биле во контакт со SARS-CoV-2 вирусот. Така, и говориме и за нивната постковид состојба. Излегуваат еве хоспитализацијата во Систина, потоа треба редовно да се доаѓа на контрола. Кај вас се разбира како педијатар, сигурно мора да се следи состојбата и понатака. Да, после практично со недели треба да се следат овие. Ова е она што е опишано од студиите. Првата студија со вакви деца се појавува во Велика Британија и во Франција некаде во април и во мај месец, потоа како се шири пандемијата, се јавуваат и случаи во Соединетите Американски држави и во цел свет практично. За среќа инциденцата е многу мала, значи се работи за многу мал процент од децата го добиваат ова, да речеме некаде 2 на 10.000 жители до 19 годишна возраст. Да. Тука барем значи, е за морам среќа, да кажам дека се работи за нешто што е многу сепак ретко, иако ние навистина оваа серија од 9 деца што имавме укажува дека е нешто што е присутно и дека треба да се мисли на тоа. Еве ние како родители зашто најмногу треба да се грижиме, малку и општо ќе проговориме, сепак да ви искористам така да кажам вашето присуство и гостување. Покрај ковидот сепак дечињата знаат да се соочат барем во овој временски период од годината, на што најмногу ние родителите треба да обрнуваме внимание во последно време? Мислите за заштита? За здравјето на нашите дечиња, еве, покрај ковидот или постојат... Сите овие мерки што се препорачуваат, нели треба да се почитуваат за да не дојде до појава на инфекцијата. Еден нормален, велиме ние, хигиено-диететски режим, значи добра една исхрана, богата со витамини, многу е битен D-витаминот, значи многу е битен D-витаминот, посебно бидејќи се работи за зимски период, кога изложеноста на сонцето е помала. До која годишна возраст D-витаминот или пак без разлика? D-витаминот може да се прима во било која возраст, дури возрастните е добро да го примаат, повозрастните посебно. Со раѓањето на самото бебе нели веднаш даваме витамин D? Да, препораките се за децата кога станува збор да се даваат во текот на првата година секој ден. Значи до крајот на првата година, а по првата година само во текот на зимските месеци. Сега во ова пандемија практично на коронавирусот, препораките се, бидејќи искачаат многу студии поврзани со D-витаминот, со неговата улога во подобрувањето на општиот имунитет. Се работи за витамин кој што го подобрува имунитетот, па дури и делува добро заштитно и против SARS-CoV-2 вирусот, така да е добро да во овој период сите деца практично, освен другите витамини, да добиваат дури малку повисоки дози на D-витамин од вообичаено. Одличен совет, слушнавме да ви кажам од вас. И добре дојден за нас родителите, исхраната исто така многу важна. Јас би сакала со вас да споделам едно нешто. Еве како родител со оглед на тоа дека забележав. Добро е што сме онлайн со училиштето, со оглед на тоа дека моето дете, еве, како родител, и сигурно дека и многу родители исто ќе се согласат со мене, доколку си ги имаат такви дечиња по-нежни, да кажам, или поизразени на вируси, настинки и така натака, во овој период од годината, со оглед на тоа дека не се излегува многу од дома, нели во време живееме на пандемија, не се оди на училиште, немаме таков проблем. Да, точно. Тоа го гледаме и во нашата институција оваа година, а предпоставуваме и во другите институции кои работат со деца. Значи, многу намален бројот на деца кои што имаат оние сезонски инфекции. Сезонските, така, да. Бројот на прегледи во амбулантите е намален и исто така е намален бројот на хоспитализациите поврзани со колку вирусот се шири кога се во училиштата, бидејќи сме сите затворени, внимаваме, не се групираме, не одат децата на училиште, одат во градинка, меѓутоа и тоа е редуцирано, така да постои една ситуација невообичаена, да речем,
која може би како бумеранг да се врати идната година кога Кога ќе повторно почнеме здравје, бидејќи така. на овој начин всушност тука се зборувам и за алергиите, значи изложеноста Да. на алергиите е помала, носиме дури децата над 2 годишна возраст препораката е да носат маски. Заштитени се и од алергиите и од вирусните и бактериските инфекции, што може да предизвика еден контраефект. Така да по мој некои проценки очекувања може би идната година, кога ќе се отвориме повторно, кога ќе почнеме нормално да Функционира. живееме, се надевам дека ќе Да. биде тоа веќе во текот на Да втората се половина надеваме. од оваа година, може да имаме бумеранг ефект, односно имунитетот кој што е сега заспан кај сите нас, посебно кај децата, бидејќи кај децата така и се засилува имунитетот со контакт Со контакти, така. вирусите и на тој начин се развива, расте и доаѓа до на ниво кое што е нормално, можеби да заради таа заспаност на имунитетот да имаме поголема инциденца Што да на сториме еве во вирусни инфекции. овој период? Дали да Па, покрај не, витаминот? мораме ова да го почитуваме што Да. е сега, Сепак. така да меѓутоа очекувам да можеби бројот на случаи кои што ќе имаат некакви вирусни инфекции, бактериски и алергиски да биде зголемен во текот на, да речем, наредниот период кога ќе дојде до отварање. Да не фаќа паника Да и не барем фаќа ако ништо паника, друго тоа да меѓутоа, го да. имаме во предвид. Да, така дека... да треба да се има Так. да се има во предвид. Забележително е затоа што со самиот почеток на училишната година веќе и во Да. месеците Да, нели да. ноември, декември. Еве, грипот го нема Грипот како го нешто нема, што да, во па дури Може и би ќе пред се појави меѓу малку подоцна и со Так. помал број на случаи. Доколку се сеќавате, па дури и пред да започне прво беше нели епидемија, па потоа веќе и пандемија со коронавирусот, многу дечиња веќе беше епидемија на грип. Така, така. На Ова грип време и- веќе Так. бил многу, навистина, голем бројот на случаи со Изостанува од училиште, дури Обично 15 до 10 декември, ученици во јануар, училиште. февруар биле месеци кога Так. навистина бројот на случаи и кај децата и кај возрастните бил многу висок. Инаку да спомнеме, може би треба и дека во нашата институција, во нашата болница, во делот педиатрискиот дел, каде што хоспитализираме пациенти, деца со различни проблематики кои што ги третираме, ги Здравствени диагностираме причини, здравствени, зависно од- не само амбулантски, него и хоспитално, со цел да бидеме подостапни во овој период кога се уште трае и ќе трае епидемијата, промотивно ги намаливме цените на услугите. на услугите, пред Так. се на услугите поврзани со хоспитализација во детскиот дел, во педиатрискиот дел, каде што хоспитализираме пациенти мајка со дете. Така да во наредниот период одиме со една промотивна акција каде што за некаде 20% се на намалени цените на хоспиталните услуги со цел да бидеме подостапни и Така. да можеме да излеземе излеземе во во пресред пресред за во оваа здравјето, состојба така. кога бидејќи сме приватна болница во која што се пружаат сите услуги, Така. и амбулантски и хоспитално, и една сме од единствена приватна установа која што вака комплексно го згрижува и пружа интегрално Нега и- така, нега логично. и услуги по однос на згрижување на децата. За крај би сакала, вие сте сепак педијатар, меѓутоа и доктор кој би сакала, доколку сте во можност да ми одговорите на прашањето, вакцините веќе за корона ги има, чекаме и ние, вашиот став околу тоа? Значи, поднос на јас го почитувам ставот на науката, кој што вели дека единствениот начин за да се застане во борбата, да се направи практично еден пресврт во борбата со пандемијата со SARS-CoV-2 вирусот е вакцинирањето. Така да апсолутно таму каде што има индикации, децата се уште не се опфатени во тој прв круг на случаи кои треба да се вакцинираат веќе од познатите причини, меѓутоа сите други останати според протоколите, нели, прво највозрастните, старите, медицинските работници и оние кои што се изложени на најголем ризик, апелирам апсолутно да се вакцинира. Јас ќе се вакцинирам меѓу првите кога вакцините ќе пристигнат во нашата земја. Многу ви благодарам за вашето учество во Добро утро секој утро, па се гледаме повторно на некоја друга тема, затоа што дечињата ни се на прво место на сите. Благодарам на поканата. Благодарам исто.